Почитувани колеги пратеници, мојот говор ќе го поделам на три дела. Првиот дел, за кој што најмалце ќе се осврнеме, така наречениот француски предлог за бугаризација, кој што најголемите македонофоби во Бугарија ви го кажаа дека е чудо на бугарската дипломатија. Сите светски медиуми тоа го пренесоа. 17:2 е резултатот од нашата недоквакана дипломатија предводена од Маричич и Османи. Значи, замислете еден спортски надпревар во која што нашите губат 17:2. Токму ова ни се случува. Дебакл на нашата дипломатија. Францускиот предлог, кој е најлош досега, парадоксално е антиевропски, бидејќи кога ќе го прифатите, вечерва или утре, никогаш нема да станете членки на Европската Унија, токму поради тој француски предлог. Составен е од 4 документи, од кои што само 3 ни се доставени: предлог за клучоците, заедничкиот став на ЕУ, општиот став и протоколот кој не ни е доставен и во кој што е целата квака и целото предавство. Како мали деца ве лажат со лижавчиња и ви измислија двофазно условно отварање на почеток на преговори. Ви измислија без преседан политичка меѓувладина конференција, не постои во европското право. Промена на устав пред да ги почнете преговорите. Тоа само покажува дека ЕУ нема визија за Западниот Балкан и ќе не вози уште 30 години. Нашата генерација нема да дочека да влезе во Европската Унија. Немате никакви писмени гаранции за натамошни условувања. Тоа самиот Пендаровски ви го кажа. Протоколот е дел од преговарачката рамка преку членот 12 кој го потпише Заев во тој фамозен договор за добрососедство. И нема да аргументирам правно, не ви влегуваме пак во таа квака како со Преспански, каде се ви антиципиравме од напред. Се ви кажавме како ќе биде, затоа сте северно-македонци, затоа сега интервенирате. Не навлегуваме сега во таа правна аргументација, бидејќи дури и за високо едуцирани луѓе ова е сложен проблем. Ви ги кажаа сите кваки во овој процес. Историјата влегува во дел од рамката и за прв пат македонскиот јазик, кој што е кодифициран после Асном, кој што е меѓународно признат во Атина преку Обединети нации 70-тите години, за прв пат со унилатерална изјава во една меѓународна организација, со наша согласност, што е најголемиот апсурд, со наша согласност, дури спротивно и на самиот Преспански, ако сакате, каде што е гарантиран, биде наречен западно-бугарски дијалект. Со вакви дипломати толку можеме, за жал. Сега, кластерот темели нема никогаш да го отвориме, а тој прв се отвара и последен се затвара. Епа, на здравје бричење неспособна македонска дипломатија. 3 децении не ве раскрстува, наместо да зборуваме за реформи во судство, за реформи во здравство, ние ќе зборуваме за историски прашања. Сега ќе се обратам кон албанската политичка елита. Почитувани колеги албанци, кои сте пратеници во македонскиот парламент, се боревте за Бадентеровото мнозинство. Смислата на мнозинство, кое што Бадентер им го давал на студентите, па потоа на вежби по уставно право, па потоа за прв пат е имплементирано кај нас, е мнозинството да не го мајоризира малцинството. А сега имате обратна ситуација, која во теорија се вика тиранија на малцинството, кое што покрај фрустрираното малцинство сега го фрустрира мнозинството, а фрустрирано мнозинство е многу поопасно од фрустрирано малцинство. Замислете, почитувана албанска политичка елито, секој честит и чесен албанец кој живее од пот и труд, а не како вас од наместени тендери и корупција, е против ова. Бидејќи во Библијата и во Куранот и сите свети книги пишува дека не се гради собствена среќа на туѓа несреќа. Како што ние преку Бадентер немаме право да асимилираме, да одлучуваме за вашиот јазик, за вашата култура, така и вие немате право да одлучувате за македонскиот јазик, за македонската култура. Право имаат овие квислинзи кои седат во следните редови и тоа е меѓумакедонска конфронтација, но вие немате право да се мешате во меѓумакедонската конфронтација. И за да ви покажам пример како тоа боли, сакав да биде тука Бујар Османи, за да го прашам како би му било него ако ние утре по барање на Србија речеме дека албанците немаат илирско, туку имаат кавкаско можеби потекло. Како би ви било ако албанскиот јазик речеме дека е вулгарен латински јазик, како што за нашиот вие сега ќе гласате дека е западно-бугарски дијалект? Како би ви било ако речеме дека Скендербег, вашиот национален јунак, кој јас го почитувам,
е србин или дека Хасан Приштина е турчин, можеби бидејќи е роден во тогашна Турција, како што за Гоце Делчев ќе треба да кажеме дека е бугарин. Како ќе ви биде ако речеме дека вие како албанци од Македонија сте различни од албанците во Албанија и од албанците во Косово, како што тоа е со преспанскиот дека македонците во македонците во Пиринска и ние македонците во Македонија сме различни. Или како ќе ви биде некој да ви плесне во лице дека Енвер Хоџа ја создал албанската нација, како што нас ни плескаат во лице дека Тито ја создал македонската нација. Византија, почитувани оние кои знаат историја, обстоила 10 века, благодарение на доктрина, дека етничките прашања се оставаат внатре, како што едни фамилијарни прашања се оставаат внатре во куќата. После ова, вие ќе немате никакво морално и природно право да не барате мајоризација, затоа што ова ќе отвори Пандорината кутија на етнички тензии понатаму. И да ви кажам дека вашата политичка елита, особено манифестирана преку ДУИ, која е оттуѓена, не темели на она што треба да темели, а тоа е антифашистичката борба, каде што прашајте ги вашите соселани од албанските автохтони села, каде што ќе поминала германска војска не се случувало ништо, каде што ќе поминала италијанска војска не се случувало ништо, каде што ќе поминала бугарска војска има масакри. Еве ќе ви кажам, јас сум од Велес, има едно село Долно Јаболчиште, можеби сте биле повеќе од вас. Долно Јаболчиште е чисто етничко албанско село. Во 42-а бугарски контрачети, домашни предавници и шпиони и балисти влегуваат во селото. 11 загинати, почнуваат да се изживуваат, да ги тепаат. Изет Љати Феизов, 62 годишен, исечена нога оставен да искрвари. Бабата Анифе Нафија Ибраимова, 72 годишна, тепана до смрт, прашувана кој е курирот од селото кој бил албанец. Никој не ги издава македонските партизани. И врв на се, и Моние Абазова, дојлка која е запалена во плевната, а незиното бебе е избодено пред незини очи. Никој не ги предаде од овие наши албански собраќа македонските партизани, но вие тоа не го правите. Наместо да градиме иднина на вакви асномски темели, ние градиме иднина на комуникето на она кое што вели ТРЦ вечерва е нападнато со ракети и автоматско оружје против славомакедонската полициска станица. Униформата на македонскиот освојувач ќе биде напаѓана додека не се ослободи албанскиот народ. Наместо да градиме иднина на Асном, градиме иднина на рамковна Македонија, но и тоа го прекршувате. И сега, последните 2 минути ќе се обратам на СДС Михајловистичка. Глигоров се превртува во гробот, почитувани. Заевизмот го вративте како фашизам. Ние сега треба да им се извинуваме на бугарите за Ваташа, за Треблинка, за посмртно силуваната Раци Ривири, за Невена Георгиева Дуња која во Попрадиште ја секоја главата и ја шетаа низ Велес за да ги плашат партизаните. Значи, ќе менуваме учебници, ќе менуваме споменици, ќе пишеме пред Самуил дека бил бугарски цар, иако во говорот на Панко Брашнар на отварањето на Асном вели дека новата македонска држава во рамки на Југославија е продолжение на Самуиловата држава. И на крај, преку тајните служби кои да работат, има 30 и 40 невладини бугарски кои сега поднесуваат представки до Комисија за антидискриминација. Ако постираме нешто за овие зверства, ќе не гоните за говор на омраза. Политичката мудрост, почитувани социјалдемократи, е да ги антиципирате, да ги предвидите историските последици. А тоа, како што го каже еден антимакедонец, кој не сакам ни името да му го спомнам од Бугарија, вели, после ова, тоа е смрт на македонизмот и за да ве шамаре уште толку ви вели, наеднаш туку полекичка и на рати. Ете, тоа вие го направивте. Полекичка и на рати. Ке дојде денот кога нашите обични сограѓани, не Апасиев, не Крмов, не ВМРО-ДПМН, обичните луѓе ке дојдат и ке ве прашаат. Што правевте кога ја силуваа Македонија во бугарскиот участок, кога едната рака ја држеше ЕУ, а другата Америка? Тогаш нема да можете да ја гледате во очи и да им одговорите. Црвот на тишината ќе ви ја изеде утробата, вашата мизерија ќе ја глода вашата душа и ќе бидете неми во вашиот срам. Но имам порака до народот, не паѓајте во духот. Победата наша не е далеку. Секогаш сме биле на правата страна на историјата. Еднаш победивме фашисти, ќе победиме пак. Смрт на фашизмот, слобода на народот и затвор за предавниците.